Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во ново издание ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. Имавме измината недела во која во Собранието на Република Македонија започнавме со многу работи, а најмногу ќе ја издвојам она, а тоа е интерпелацијата на Судскиот совет, на членовите на Судскиот совет. Оваа интерпелација што значи за македонската јавност и за судството во Македонија? Значи надеж за да се врати професионализацијата во Судскиот совет, надеж дека помагаме и започнуваме со враќање на интегритетот на судството, надеж дека враќање на угледот на Судскиот совет и враќање на угледот воопшто на судството во Македонија има надеж да се случи. Започнавме со разоткривање на недопирливите од членовите на Судскиот совет. Започнавме против чуварите на криминалот во судството да се бориме. Денес, мој почитуван гостин, за кој ќе разговараме на овие теми, поврзани околу интерпелацијата на членовите на Судскиот совет, е мојот драг колега Зоран Коцевски, кој доаѓа од општина Газибаба и е пратеник од втората изборна единица. Добро вечер. Добре дојде. Добро најдов. Со тебе, Зоки, ќе зборуваме на многу теми поврзани со Судскиот совет, бидејќи навистина таму има многу што да се зборува. И ќе дадеме одговори на прашањата од типот што е работата на Судскиот совет, а тие не си ја вршеле? Зошто дојдовме ние до чинот на интерпелација да бараме и да се организира ваква активност во Собранието и јавноста да ја запознаеме со ваквиот начин на работење во Собранието и сето она што треба да се направи од страна на судството и Судскиот совет. И многу теми поврзани со ова ќе зборуваме вечерва со мојот драг колега Зоки, но најнапред да започнеме, јас би сакала како еден вовед за граѓаните кои се и помалку информирани, да кажеме која е причината зошто се организира во Собрание првенствено ваква интерпелација. Да. Дали ние како пратеници и како Собрание имавме можност деловничка за да организираме такво нешто? Да, интересна недела, интересна седмица во Собранието на Република Македонија. Започнавме оваа седмица, значи започнавме да декриминализација на целиот правосуден систем во Република Македонија. Почетокот е 5 члена на Републичкиот судски совет, оние во наводници истакнати правници кои беа избрани од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ. Па како што може и граѓаните да видат, бившата председателка Весна Дамева, која е една од тие членови за кои имаше интерпелација, видовме кога дојде во Собранието и одржа еден политички говор наспроти сегашната власт. Значи, таа не чувствува никаква одговорност спрема сите пратеници, ја има само одговорноста од тие луѓе, од тие пратеници што е избрана, а тоа се пратениците на СДС и ДУИ. Значи, отпочнуваме една битка за правда во Република Македонија, бидејќи од Републичкиот судски совет почнува секоја правда и тука завршува се. Значи, или ќе има правда, или нема да има правда. Така. Тие оставаат многу простор со нивното дејствување таму, како политички именувани членови на Судскиот совет, бидејќи ги именувала политичка партија. Така. Сите тие 5 члена, од вкупно 13 членови на Судскиот совет, се именувани од политички партии и се политички склони кон одредени притисоци. Многу нешта се случуваа во минатото поврзани со името и презимето, сега што го спомнавте, а тоа е еден од 5 за кој баравме интерпелација и тоа е единствената која дојде на еден бесрамен начин, ќе кажам, во Собранието да држи говор, нели, пред пратениците, навредлив говор полн со инсинуации, говор полн со заговори и така натаму, и обвинувања,
кон нас, дека е неделовнички, а всушност членот 47 од деловникот за работа Кажува на јасно, собранието така е. многу јасно Така е. кажува дека ние можеме да вршиме таква интерпелација. Зоки, Весна Дамева, како таа стигна да биде председател на судски совет? Бидејќи ние сме членови на парламентарниот состав и од претходно и имаме искуство со Така, оваа јас само е мал личност. вовет ќе дадам, ти кажа дека има пет представници, членови на Републичкиот судски совет, кои треба да бидат истакнати правници. Да. Една од нив е Весна Дамева. Во наводници истакнати правници. Пошто таа како правник се истакнала? И ќе кажам дека има и 8 судии. Значи, добро кажавте, 13 членови на Републичкиот судски совет, од кои 8 судии и 5 во наводници истакнати правници. Таа е истакнат правник очигледно затоа што беше член на правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз од времето на Зоран Заев, па така и дојдена за член на Републички судски совет. Па потоа беше она смена, ако не се лажем, во 2021 година, кога исто така истакнат правник, дотогаш беше председател на Републичкиот судски совет, па поради неразјаснети околности, таа беше сменета од страна на Весна Дамева и на тој начин од тогаш на некој начин почна оние скандали, почна оние премногу скандали до ден денешен. Значи луѓето не знаеш едноставно на тие скандали дали да плачеш, дали да се смееш, дали гледаш некоја трагедија, Со неверување, да, дали гледаш некоја комедија, дали е тоа циркус или не, меѓутоа оној објект каде што се сместени не пишува циркус, Медрано е да кажеме, туку си пишува Републички судски совет, каде што има висок образован кадар кои треба да дадат правдата во Република Македонија, меѓутоа не беше случајот до ден денеска. 2%, 3% статистичка грешка на доверба од граѓаните го покажува тоа. И затоа ние мораше овој парламентарен состав да отпочне битка против овие неправди и смена на овие 5 истакнати правници избрани само од една, односно две политички партии, Социјалдемократскиот сојуз и ДОИ. Така. И сега, секако се поставува прашањето која е нивната цел, зошто ги поставуваат, и јас сега би се навратила само на еден последен пример. А ние во собранието многу зборувавме за тоа дека и обвинителството е пристрасно и не се реагира по допрен глас, не се реагира по пријави и така натаму, а тоа е всушност тие овозможува на СДСМ и ДУИ со една единствена цел да ги штитат судството заради и она последниот пример кој се случи со наместо да се даде ефективен затвор, притвор да има во затвор, тие за сторен криминал од повеќе од 167 милиони евра го пуштија човекот дома да си поседи затоа што бил имотен и немало да господинот Јаховски. Тој пример го кажува така, всушност она што го започнавме ние оваа седмица, и не е само тој пример, ова е последниот пример, карцоген мазут вреден 168 милиони евра, син на пратеник, познат како Пуцко Петрол, тој си остана дома, нели? И мислам и дека прашањето е дали ќе остане дома или нема да остане дома, но исто така пак имаме и еден замешан во цела оваа работа кој негде е на крајот на светот. Се претпоставува дека е во Нов Зеланд господинот Васко Ковачевски кој треба да одговара и за многу други работи. Тоа е таа онаа спрега која што ја овозможуваат овие политички избрани ликови. Ајде сега да одиме еден по еден да позборуваме малце за сите нив. Кој е од овие 5 Селим Адеми? Па сите се, не Селим Адеми
го почна оној голем циркус кога како заменик или член во Републичкиот судски совет ја смени, си го земам микрофонот и ја смени Весна Дамева тогаш. И сите членови на судски гласаа И за не, Или сите дел членови беа? не, тројца членови не гласаа и тука да биде кристално чисто, значи тогаш двајца судии си поднесоа оставка бидејќи не можеа да го гледаат тоа неработење, односно лошо работење на судскиот совет и си поднесоа неотповикливи оставки. Зоран Герасимовски и мислам дека Миријана Стефковска. Значи си поднесоа неотповикливи оставки. Така да не се сите, значи остануваат како ќе дојде десетина кои само се вртат како председател на Републичкиот судски совет, потпомогнати нели од блиските врски со ДУИ и СДС, на кој како ќе му дојде редот и како е поблизок со бизнис, како што кажа и првата председателка за која сега ние збориме од 2021 година, Црвенковска Павлина, дека се повлекува заради не можела да се снајде во бизнис судските интереси и така натаму. Меѓутоа гледаме сега дека сите овие некако си се снаоѓаат и се штитат еден со друг или една со друга, па така еве да почнеме од Весна Дамева. Кажав за Селим Адеми, по пријавата од Весна Дамева, Управен суд донесува одлука дека тоа е незаконска смена и врз основа на тоа има кривична пријава во обвинителството за Селим Адеми и како што гледаме во некоја фиолка нема никаква разрешница. За Весна Дамева, еве јавно ќе ја прашам зашто го крие предметот против една судика Антоанета Димовска и тоа предмет даден од ДКСК за судир на интереси при постапување на по еден предмет, завршен предмет за врховни судии, каде незината сестра е адвокат, а незиниот сопруг е стечаен управник. Значи ДКСК има решение решение за казна за дотичната судика, меѓутоа Весна Дамева и другите членови на судскиот совет не го стават овој предмет на разгледување на седница, на јавна или на тајна, небитно. Тој предмет е во некоја фиока. Исто така заштитнички се однесува спрема истата судика и во друг предмет исто така даден од ДКСК. Мислам дека и поранешната председателка на ДКСК во една од емисиите во Република Македонија на една од телевизиите праша за еден случај зошто Антоанета Димовска се уште е член на Академијата на суди, на управниот одбор на суди и обвинители, бидејќи незаконски е тамо, поради судирни интереси. Зошто Весна Дамева ја штити, например, таа судика Антоанета Димовска? Ова е само еден или два примери за она како работела Весна Дамева. Потоа тука имаме Тања Чачорова, значи истакнат правник, кој само Зоран Заев знае зашто е истакнат правник. Потоа Павлина Црвенковска. Што да се каже за тој истакнат правник, исто така непознат за правната фела во државата. Павлина Црвенковска, не знам дали ви текнува на еден случај Евростандард банка. Како не? Украдени големи пари. Семејството на Павлина Црвенковска е директно вмешана во случајот Евростандард банка, затоа што
незиниот сопруг земал кредит од, ако не се лажем, 1.600.000 евра, кој ден денеска не е вратен. Меѓутоа, гледате што се случува. Павлина Црвенковска, кога Весна Дамева ја менува за председател на Републичкиот судски совет и која дава онаа изјава за бизнис интересите на Весна Дамева и за останатите членови на Републичкиот судски совет, таа не си поднесува оставка. Не, од член на Републички судски совет, туку останува. Сега вратете се на оно што го кажав Евростандард банка. Зашто останува? Затоа што во таа година незината ќерка е на крајот да заврши Академијата на суди и јавни обвинители и треба да биде судика. Меѓутоа, експресно, место судика станува обвинителка во Скопското обвинителство. Сега, тој предмет за кој има обвинение за незиниот сопруг, за парите без покритие кои биле земени од Евростандард банка, се во Скопското обвинителство. И сега може да видиме какви се тие бизнис интереси и лични интереси на дотичната Павлина Црвенковска и незиното семејство. Сакате да кажете дека сега треба и се воведуваат во ситуација каде што треба ќерката да го суди таткото зошто таткото направил злоневера на илјадници милиони 600.000 евра. Милиони евра и дека македонската јавност ќе чека на разрешница. Тој предмет од фиока нема да излезе. Како и сите останати предмети. А некој го чува предметот и го штити предметот и затоа останува да биде член на Републичкиот судски совет. Точно така, зошто да си даде оставка кога имам предмет за моето семејство, мојата ќерка е обвинител и тој предмет никогаш нема да излезе на виделина. Колега, се поставува прашањето дали е тоа само единствениот предмет со кој што треба да се заштити нештото или пак имаш и едно име и презиме на Енвер Беџети, не знам дали ви текнува, каде што се крија предмети и така натаму. Но за да се прикаже во јавноста наводната транспарентност на Републичкиот судски совет, па се прават и одредени други ситуации каде што некои се казнуваат за иста работа многу повеќе, а некои многу помалку. Значи, постои селективност. И постои оценска мисија која што многу негативно го оцени работењето на Републичкиот судски совет. Анкетите кои што постојано ние ги зборуваме за голема недоверба која што ја имаат во судскиот совет. И сето тоа допринесува да навистина има зошто да македонската јавност да биде разочарана и да не верува во правда, дека би имало во Македонија. Точно, сега и граѓаните не веруваат дека овие интерпелации ќе ги освестат, ќе покажат некаква минимална одговорност морал и етика на овие пет истакнати правници, членови на Републичкиот судски совет, дека ќе си поднесат оставка. Меѓутоа, тој чин мораше да го направиме. Едноставно, кој што кажав на почетокот, се што е во наша моќ и надлежност законска, ние ќе ја направиме во Собранието на Република Македонија и ги повикувам другите институции да влезат во тој објект на Републичкиот судски совет и да отворат некои фиоки и мислам дека не само овие пет членови кои ние ги изгласавме интерпелациите за овие пет членови, туку и некои други членови на Републичкиот судски совет ќе си поднесат оставка и не само што ќе си поднесат оставка, ќе одговарат за незаконското работење во Републичкиот судски совет, меѓутоа и во целиот правосуден систем, вклучувајќи го и обвинителството, кое, знаете, за кратко од вечерва, од денеска, ќе стигне во собранието и разгледување за интерпелацијата на државниот јавен обвинител, кој презема милион предмети да бидат разрешени, како што од него устав беше кажано кога беше изборот негов, меѓутоа тоа
Нормално, ова е една смешка, не се постапи по ниту еден предмет и затоа мора да почнеме и со јавното обвинителство, а потоа зошто не и Советот на јавни обвинители, каде и таму имаме една председателка, чија ќерка беше кандидат за пратеник во 6-та изборна единица. Така. Деловникот ни дозволува да правиме такви интерпелации. Повторно ќе кажам, според членот 47 од Деловникот, ние имаме право како пратеници да побараме интерпелација на јавен функционер. Точно. Сите овие што ги спомнуваме се јавни функционери. И мора едно нешто да биде јасно за македонската јавност, заради тоа што многу пати не обвинуваа дека ние правиме преседан, но всушност тоа не е преседан, бидејќи судската власт и судскиот совет се две различни работи. Не може судскиот совет да се мери или да се прави споредба или пак каде им одговара да бидат и да ги користат законите каде што се регулира судската власт. Така. Бидејќи судската власт е нешто друго, а судскиот совет е сосема нешто друго. Да. Често се спомнува терминот недопирливи за овие, конкретно ќе зборуваме само за оваа наша интерпелација која ја имавме оваа недела. Зошто недопирливи, Зоки? Недопирливи зошто? Па тие мислат дека се недопирливи, меѓутоа со новата власт предводена од ВМРО-ДПМН нема да има недопирливи. Тоа се виде во изминатиот период, можеби изгледа дека малку побавно се случуваат работите, меѓутоа и граѓаните може да видат какви се работи се случуваат и овие примери што ги кажуваме, со што се соочува Република Македонија и која предводи таа судска власт, обвинителска власт и така натаму. Не е едноставно. Тие се измешани меѓу себе, се штитат едни со други, меѓутоа недопирливи нема да има. Недопирливи не сме и нема да има, како што покажавме во изминатиот период. И пак ќе повторам, може граѓаните мислат дека е бавно, меѓутоа ние предпочитаме да се решават работите и одговорноста, патот по кој ќе оди напред правдата во Република Македонија е да нема недопирливи. Така. Треба секој да си ја врши својата работа, а тоа е законодавната власт да си ја врши својата работа, извршната власт својата, ама исто така и судската власт да си ја врши својата работа. Да не се кријат предмети по фиоки, да не се заштитуваат моќениците и оние кои што имаат многу финансии, па да си дозволуваат да владее се уште корупцијата во судството и така натаму. Секој кога еднаш за секогаш ќе застанат сите и професионално ќе си ја вршат својата работа, ќе има надеж за Македонија, нели? Да, парите се огромна мојки. Ние тоа мора да го сопреме. Ние да си ја вршиме нашата работа, институциите што се одговорни за овие постапки својата работа и мислам дека Македонија со оваа влада се движи во вистински правец. Така. Благодарам, Зоки, за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани, многу забелешки има за работата на судскиот совет. За овие политички избрани луѓе кои политички дејствувале во работата на судскиот совет и воопшто не дејствувале пак за работи кога требало да работат, и сето тоа поврзано, се надеваме дека морал и етика постојат кај одредени луѓе. Ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме следната недела.